nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, stevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Mir vam, tatko moj, koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja, tatko moj, kako na nebo to, така и на земјата, така и во твоето срце, така и во моето срце, лебот наш насушен. Дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме. Би требало да им ги простуваме, за и нам да ни биде простено, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукаваго, зашто Твое е се царството, силата, славата во сите векови и во векови. Амин. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Законот и жртвите, мудрост Сирахова 35. Кој законот го извршува? Ние имаме само еден закон, една заповед, законот на љубовта. Љуби го својот ближен како самиот себе. Заповед, значи ние сме во војна. Не е молба. Или ја извршуваш, или не ја извршуваш. Кој законот го извршува, тој жртвите ги умножува. И тоа бидејќи ова старозаветно, израелците одеа и дава крвни жртви, грлици, птици, се мачкаа со крвта да се очистат. Значи, а кој заповедите ги држи, жртви за спасение принесува. Значи, заповеди, тогаш имаше 10 Божји заповеди, сега има само една. Љуби го својот ближен како самиот себе. Љуби го Господ својот Бог, но тоа се содржи ако го љубиш Исус, ќе ги љубиш сите, бидејќи тој ќе живее во твоето срце. И ќе ти даде сила да простиш, да не осудуваш, да се покаеш за гревовите на твоите предци, да ја прифатиш Божјата волја и да го бараш Царството Божјо и да работиш за Царството Божјо, кој благодари брашнени жртви прави и благодарно за се што доаѓа. Што сум здрав и исправен, што сум овде во Мавровската агора, во заедницата духовна, кој прави милостиња. И затоа Исус вели милост сакам кон другите. Похвална жртва принесува. И ние сме заедница која собира некаде 30 на плюс минус 33 луѓе. Видите, стално има по некој што влече надолу. Значи, стои си пати во собствената состојба. Егоцентрик, само за себе си мисли, неќе да се промени, неќе да го остави, тоа ја држи коската. Нешто му земал некој и сега за тоа се држи. Или се држи за некое знаење стихови, мртви слова кои ги научило, неќе да ги промени, или ми објаснува, пас Исус бил секаде, ми вели. Одеднаш пак испливаа. И постојано се имаш трпение да ја слушаш, да им зборуваш. Зошто мене вака, зошто мене така? Па затоа што треба да се откажеш од тоа. Да ја оставиш коската која држиш, ти се фатил за овој свет. И одеднаш ми вели, па Исус бил во сите заедници, сегде кај што се славел Бог бил Исус. О, Исус е на помош. Па затоа е саква состојбата, затоа не се менува неговата и нејзината состојба.
Затоа што не си го примил Исус во срцето, а тоа е процес да ја предадеш собственоста. Кој благодари? На Бога да му угодуваме, значи од злото да се оддалечуваме. Бога да го умилостивиме, значи од неправда да отстапиме. Од неправда да отстапиме. А ти како се однесуваш на стариот начин, на злото враќаш со зло, осудуваш, незадоволен си, мрчиш, мрмориш, мрмкаш. По зборовите ќе бидете осудени. Тоа што го говорите, тоа ќе ви го дадам. Значи, ако не разбираш дека за секој лош збор, лош значи збор без вера, словото е од Бог. Сатаната го зема словото, го извртува и си го прави како што сака. И тогаш ти си прелюбодеец, тоа се подразбира на сето тоа што го мислиме и зборуваме. Затоа тој вели да го имаме Исус во умот свој, во мислите, и секоја мисла да е покорна на Исус. И потоа ќе дојде наплата за приказните. Од неправда треба да отстапиме. Со празни раце не излегувај пред Господа. Па како е тоа? Па не знам. Еве сега. Имам еден па друг, ќе се врзе за тебе и наместо Исус од тебе е врзан. И бара, а се што има дава на другата страна, таму каде што е врзан, а тој седи во калта и се враќа во калта, ти го бањаш, тој се враќа во калта. Милост така, ма не жртви, секогаш има по некој така, но кој сум јас да ги бркам луѓето, зарем Исус нас не чекаше долго време. Со празни раце не излегувај пред Господа. Значи треба да, кога ќе изгубам нерви од неразбрани галатјани, од протестанти, од самобендисани, тогаш велам, Исусе, дај ми нерви. Златен Господе Исусе, ти зборува низ мене, се подсетувам на моментот. Секако, се што се случува, се обидувам да го провнам низ иглените уши на Царството Божјо, на законот на љубовта, да го љубам својот ближен како себе си. Жртвата на праведникот го украсува жртвеникот. Која е твојата жртва? Па милоста кон тие што се послави. Пријатниот мирис оди пред Севишниот. Дали ги бркаш, се однесуваш и се постојано ти му објаснуваш, треба да го прими Исус. Не, јас сум приман, со Исус сум јас, нема проблем. Подука во една друга протестантска заедница, на секоја грешка, леле, помош, браќа, помагајте, браќа, леле, вака, ја го имам Исус, јас го имам, леле, браќа, помагај, па каде е Исус? Зошто не можел да сведочи на роднините и не можел? Па каде праше го Исус? Но не можеш да го слушнеш Исус, само цитираш стихови, цитираш, збориш, замолчи во името на Исус. Он да зборува, низ тебе ќе мора да замолчиш, стражар на устата да ставиш. Од побожен човек угодна е жртвата. Па одиш по Исус, го следиш Него. Размислуваш како би постапил тој, колку нас не чекаше тој, го даде својот живот, ја пролеа својата крв, додека уште бевме грешни. Споменот за неа нема да се заборави. Јас се обидувам да ги љубам сите, каде што немам сила. Исусе, само тоа го повторувам. Со око весело прославувај го Господа. Радувај се, чедо Божје. Не намалувај од првите плодови на твојот труд. Дали работиш ти за Царството Божје или за себе? Тоа е битен момент. Не собирајте богатство на земјата. При секој дар, лицето нека ти е весело, со радост десетокот давај го. Имам една сестра која, значи, тоа го имаме при мене, кога дарува нешто, веднаш и намножува Исус. Имавме неколку такви случаи. И баш вчера и го читав овој стих. Јас не знаев дека веќе и умножил Господ. Даде, поттик доби, дарува, колку што дарува. Бог го љуби нешто од срце дава. За заедништвото и за работата. И одеднаш истиот ден веќе и умножи. Четворно. И сега ќе дојдеме до тој стих. Со радост десетокот давај го. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. За да се чудам како тие наплаќаат обреди. Молитвени терапии наплаќа исцелителот. Тој прелюбодејство и ќе треба да отплати Закхеј. Приказната за Закхеј. Давај му на Севишниот како он тебе што ти дава. Се што ти дал, го даваш бесплатно. Штедро и колку што можеш, од срце.
Зашто Господ плаќа и седморно враќа. И веднаш на сестрата и врати. Таа даде толку, тој врати, не знам, па веројатно седмор, може би повеќе. Те сакам Исус. Зашто Господ плаќа и седморно, давај му на Севишниот како Он тебе што ти дал. Ти што имаш што не си примил па да го даваш. Не намалувај ги даровите зашто нема да ги прими. Не надевај се на неправедна жртва. И не се случува, не се менува состојбата во која си. Ми се јави една жена, со керката има проблем. И имам неколку такви случаи. И сега се помоливме и се битен е моментот дали ќе тргне таа. Јас не можам да ја влечам со сила. Ако тргне, ќе има промена. Ти ќе завлече светот во некоја глупост. Или ќе тргне. Знаете, штом не се менува состојбата, имавме една сестра, друга, се молевме, имаше подобрен, сега пак вреска по светот, бара помош. А јас си кажав, ти ако не се промениш, ако не му предадеш се на Исус, по сите доктори да одиш, треба да му ја предадеш душата твоја. Целата суштина е во тоа. Собственоста да ја промениш, и тој е доктор, тој ќе ти даде се. Значи, штом не ти се менува состојбата повеќе години, ти не сакаш да промениш нешто. О неразбрани галатијани. А тие кога мислат спасен сум, не треба ништо да правам. Тоа е катастрофална заблуда на сатаната. Влезен во деноминација. Он е нас Господ е судија. Не треба да судиме. И на лице не гледа тој, туку во твоето срце. Он е на страната на сиромавиот. Молитвата на понижените ја слуша. Страната на сиромавиот подразбира беден по дух. На сиракот молитвата нема да ја презре. Ниту на вдовицата кога мака своја искажува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не течат ли солзи по лицето на вдовицата? Не го обвинуваат ли оној што нив ги предизвикува? И луѓето кога не може да разберат зашто починал некој нивни близок, треба да се одврзеш. Ти им објаснуваш дека Исус ја победи смртта. Кој со сето срце на Бога му служи. Кој со сето срце на Бога ми служи. Значи, верувај во Господ твојот Бог со сиот ум, со сета душа, со сето срце, со сета сила. А тој само со умот верува. Да, испи, Господе, 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 Господе. Помош браќа, Господе, Господе. Кај викам, Исус треба да го приме. Јас знам, Исус мене ми рече вака. Исусе, те сакам. По благодат сте спасени, ама благодатта ви е празна. Благодатта е празна. Јас се потрудив, вели апостол Павле, благодатта да не ми остане празна. Кој со сето срце на Бога му служи, ќе биде чуен. Неговите молитви до облаците одат. Исусе, те сакам. Твој сум, Исус напред, јас по него. Исцелување за сите оние кои ќе речат допрете се каде што ве боли. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, сакам да бидам син Божи и да простам на сите, да не осудувам, да се покајам. Се покајувам, простувам, не осудувам, ја прифаќам твојата волја во мојот живот. Управувај со мене. Неговите молитви до облаците одат. Молитвата на смирен низ облаци ќе мине. Кроток и смирен по дух. Додека до Бога не стигне, нема да се утеши. Дојдете при мене сите изморени и јас ќе ве успокојам. Ако дојдеш кај него, ќе бидеш успокоен. Мирот свој ви го давам. Тој ти го дава мирот. Само треба да го отвориш срцето и да го примиш. Нема да отстапи додека се вишниот со милост не погледне, праведно не пресуди, правда не донесе. Божја е правдата, оправдани сме, праведни сме кој греши. Интересно, праведен си само ако си во Исус. А ти мислиш дека си во Исус само со умот, а срцето, душата, а силата. И нема да задоцни. Нема да одлага додека не ги сотре бедрата на насилниците. И потоа ти се чудиш, леле, зошто ми е вака? Па генерации отплаќаат. Катастрофа се случува. Па затоа што некој твој предок отплаќал, правил. Ти треба да се покаеш, да помогнеш, да го извлечеш, да се молиш за него. Кога ќе дојде Исус во Божјото царство. Односно, кога Исус ќе влезе во царството на умрените.
Пишано така за да го разбереме тоа. Да примат сила и да го изберат Исус. Додека на сите не им плати според нивните дела. Ете, тоа е приказната без Исус. Око за око, зап за зап, крвта ваша на главите ваши. Додека на сите не им плати според нивните дела и според нивните намери, тоа што си го правил, тоа ти се случува. Додека на народот свој не му пресуди и не го израдува со својата милост, мојот татко, видлив во Исуса Христа, присутен во Исус во полна возраст, како што треба и кај нас. Он е многу милостив, долго трпелив, вечно не се лути. Милоста негова е вечна и љубовта е вечна, бидејќи тоа е љубов која никогаш не престанува. Никогаш не престанува. Тоа е вечноста, љубовта. Добра е милоста во време на жалост. Како дождовните облаци во време на суша. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Ти си цар. И видете, те сакам, Исусе, ти си цар. Немате, оти не молите, вели Исус. Не ти се променува состојбата. Молиш некако, ама треба да застанеш пред Исус. Јаков 4:2. Немате, оти не молите. Молитвата со вера треба да е. Каква вера? Па, предаден си на Исус. Верувам во Исус, браќа, помагајте. Исус, браќа, молете се, верувам во Исус. Вера без сомнеш, вера колку си напово зрно и планина што се фрла во морето. Што е тоа молитва? И тоа сум го зборил на друго место. Разговор со Бог. Разговараат рамноправни луѓе. Да паднеш на колена пред Него. Промена на односот. Да се покаеш, да признаеш дека немаш сили, не знаеш самиот, немаш ништо, дека ти треба неговата помош внатре во срцето да признаеш. Те сакам, Господи, дека не можеш самиот. Кога се моли? Секогаш. Кога се молиш ти, брате и пријатели? Па во 5 сатот. Зошто се молиш? Кому се молиш? Каде е тој? Господе, 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 Господе. Не сите што викаат Господе. Ти не си застанал пред Исус, само во умот го имаш и Господе. А кај ти е душата? Срцето, силата? На колена. Пишано е, влези во својата скришна соба. Да се помолиш тајно. И тој ќе те награди јавно. И кога ќе те награди, ќе речеш, Исус е мојот Господ. Ќе го признам јавно. Не заборавај да ја затвориш вратата со светот, да оставиш се. А ти се држиш за светот. Господе Исусе, Исусе, чекај, Исусе. Остај го ралото. Елисеи, што имам јас со тебе, му вели Илија. Чекај само да направам уште нешто. Имавме еден Елисеј. Почна да реди, цитираше слова. Го завлечка еден член семејството. Отиде возот, внатре во срцето, скришната соба, од срце кон срце, в лице со сета своја душа. Да не бидеш како незнабожците, кои мисла дека со многу зборови ќе бидат услишани. Господе, ќе дојде од некоја заедница возгордејана, фарисејскиот квас, пола саат се моли, Господе вака, Господе така, Господе вака. Оти нашиот Отец знае зашто се молиме уште пред да се помолиме. Ако тој знае, зашто му повторуваш? Се сомневаш дека не знае. Он гледа во твоето, во моето, во нашето срце. Дали сме понизни? Дали сме покорни? Дали имаме тврдо срце? Молитва е да застанеш вистински пред Него. Да му се доближиш со вера и доверба. Верам, доверба, се давам нему. Да паднеш, се му предавам нему. Се ти предавам тебе, Исусе. Да паднеш пред Него од својот ум и гордост во покајна молитва. Милост сакам, вели Исус. Не сакам жртви. Милоста покрива многу гревови, љубовта покрива многу гревови. Молитва најаве и на сон. Исусе, 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 за секогаш Исусе. Јас само Исусе велам по цел ден.
го држам Исус во мислите мои. Молитва најави на сон без прекин. Од срце, в срце, лице в лице. Молитвата не е поезија, реферат, роман, список на желби. Господе, 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 Господе. Сите интонации во сите деноминацијски поделена заедница. Како еден дух е духот на мисловно занесување, возгордејување, квасот фарисејски, список на желби, тоа е воспоставување, не е список на желби. Однос, повторно изгубен однос со твојот татко и создател. Не е напишан реферат, не е читателски клуб, не е читање, туку однос на детето кон својот небесен татко кој е љубов. Што му велиш ти? Слушни бе да ти кажам Исусе. Исусе и список. Протестантски цитати, стихови, нарачки, сугестии, кои ти му ги кажуваш нему. Или напишани молитви од некои други кои се читаат. Молитвени си читателски клуб, не баре ти немаш зборови самиот. Зборовите ти се потрошија. Зборови од срцето и да му кажеш толку треба. Прости ми, Исусе. Татко, Оче, помогни ми. Те љубам, Исусе. Нели можеш тоа да го кажеш? Зошто ти се потребни цитати? Јас им велам во група, цитира од други, не цитира од протестантски книги, од едни други. Не цитирајте, луѓе, што го лажете, Господе, дека сте умни. Кажи два збора, те сакам, Исусе. Од срце кон срце. Молитвата е да го отвориш срцето и да го поканиш Исус да се насели во него, да му ги дадеш клучевите од твоето срце. Молитвата е да ги гушнеш стапалата на Исус и да му зборнеш, прошепотиш од срце. Молитва тајна е постојано да се молиш, да се повикуваш на Исус. Ден и ноќ, ката ден, ката ноќ. Молитва јавна е меч на духот. Исусе, те сакам, живо слово, духовно зборување. Доволно е да кажеш, прости ми, те љубам, помогни ми, Исусе. Не репетирај, рецитирај тиради, стихови, напишани текстови. Застани реално пред него. Исусе, падни на колена, отвори го срцето. Отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново и моли, замоли, помоли. Молитвата е соединување со Исус. Во еден дух, во една љубов, во дух и вистина, во едно срце. Во твоето срце. Молитвата е претопување во неговата љубов. Премин од грев, телесен, во љубовен, духовен. Тоа значи промена на собственоста. Тоа значи дека не си припаѓаш сам на себе си. Стопат им го кажуваш тоа и тие го цитираат. Еднаш праведен, за секогаш праведен. А тогаш ти си како сатаната, како вавилонецот си искачил највисоко. Зошто тогаш имаш проблеми, болен си, трчаш по вакцини, трчаш по доктори. Со празни раце, кај беше тој стих? Не застанувај пред Господа. Те сакам, Господ Исусе Христе. На Бога да му се угодуваме, значи од злото да се оддалечуваме. Мудро Сирахова 35. Со празни раце не излегувај пред Господа. Зашто ако си жеден, тој ќе ти даде од живата вода дарум. И ти ќе течеш, ќе даваш љубов. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. При секој дар лицето нека ти е весело. Давај му на Севишниот, како он тебе што ти дава се. Твоето тело е храм на Светиот Дух. Зашто Господ плаќа и седморно враќа. Господ е судија, на лице не гледа. Исус во срцето твое, мое, Исусе, силата твоја е во мене, љубовта твоја е во мене, мирот твој е во мене. Ти напред, јас по тебе, Исусе и само Исусе.
за секогаш Исус. Амин. До Божјо царство небесно. Отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Па тоа е суштината. Да се всели во твоето срце. И ти да се родиш во духот, да се сетиш дека не си само тело, туку си душа, жива душа, духовна природа во која е вдахнат дух, капка љубов која треба да се распламти, да освети, да распепели се што не е од Исус. И како жива вода во твојата утроба, да бидеш чаша на благослов што се преполнува. Да имаш во изобилие непријателот што доаѓа по еден пат кон тебе, по 7 патишта да бега од тебе. Ако непријателот надојде како река, Исус ќе ти помогне. Имаш сила Исусова. Напред. Изрекувам живот во сите оние кои ќе клекнат и ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. До Божјо царство небесно. За секогаш Исус, Исусе и само Исусе. Исусе и само Исусе. Амин. Во љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш